Nad reki i planini da legam. Pred oči te gledam, široka livada, zelena detelina, cvetna detelina. A jas sum verem drugar, zastopan život dava. Ljubov bez zavist, ljubov bez vozvrat, da dadeš ljubov, golema sreća. Ej, zanadeš i ja samo peam i nova zora nosa. Koji na četiri noze hodi ili ima krilja, tvoj prijatelj nije. Koji na četiri noze hodi ili ima krilja, tvoj prijatelj nije. Aber sie rast dir nicht durch das Bier. Ej!
И тоа како? Ајде, да. Има среќа, некој си трча. Ке трчеш бе ти? Свинјо, види се каква си дебела. Ќе бидеш дебел по цел ден дојде, ако седиш затворен, лежиш, јадеш. Јас не икам да трчам во долината, а? Јас сакам да трчам, сакам да скокам, сакам да рипам. Зошто го те? Сакам да летам. Јас не сакам да летам. Мене вака ми е добро. Леле Бог се. Ајде, молам, отвори ја вратата. Ај, Белден, да видиме малку се. Се. Ај. Се. Ау, мамина. Стопан, дај! Вируси за јадење. Чекај. Ајде ми се петке, бе. Абе, тргни се, отни како мотивела. Иди го ти. Мире. Еј! И гледате како тој мене наиме ми се обраќа, а? Наиме, Бог се. Најдобар Стопан. И најубав. Ела се. И Стопанката е добра. Ај, смасирај ме малце. Ај. Само поднеси. Леле. Добро бе, свињо, како сакаш да леташ кога толку многу лапаш? Сакам бе, зошто? Треба едно да избереш. Или да леташ, или да лапаш. Нешто да пева. Зошто да го избереш она што е невозможно? Кркај. Море јадно бидеш, ти си стара, имаш животно искуство пред јадам. Персонажи, сега и јас да не речам ке пеам. Животни од цел свет, животни од сите меридија. Господа! Чујте ја мојата радосна вест. Господа! За времето златно што е пред нас. За времето златно што е пред нас. Ден човекот умирани турна ќе биде. Порано или поноцна. Благодарам персонажи. Благодарам. Видете, мене неодамна еден специјалист, тој во градот живе, кај стопанката наша нешто доаѓаше, ми вика вака ми вели. Ми вели, ти не си петел, ти си папагал, ми вели. Што е тоа папагал? Црква една цркосана како што е. Папагалот не е петел, ме разбра, а? Разбрам, не е сигурно доаѓа од зборот папа. Папало! Папагало! Црква една цркосана. Пес. И јас отидов овде без летаат болови. Бидовте! Дури
vrti okolo grada da сега ќе се појави. Ајде. Да видиме. Застани. Сакам нешто да ти кажам. Кажи. Сериозно е. Бремена сум. Много добро. Разбираш што ти зборувам, бремена сум. Што? То, или машко или женско. Машко! Не могу. Може да и женско. Женско. Добре, тоа е добро, женско. А им кажа на твоите? Не. Чекай малце. Чекай, застани малце. Како така бремена? Ти мајка или аз татко? Јај? Дај, може би некој доаѓа. Леле, мајка. Мајка ми. Боле. Не ти го чавкай! Умът ми го извади. Ах, Павел. Секој ден ти велам да го ставаш тука, Тука, така. А ти таму, како зина е? Зорка, ти си мојата кралица. Еве ти шоколадо. Сама да си го изредиш, но никој да не дадеш. Лекција имаш? Вечер ќе ти измолзам. Ах, Дарија. Ништо не слуша. Пак побегнала некаде. Чекај. Ќе се вратиш. Ќе видиш ти. Ништо, мамо, ќе кажам. Нема, Мишка, иди кој то. Мамо, нема, не. Нема, а ти ја Јоша пуни прај да не упаднеш в раце на татко и? Јас сакам да се женам. Сакал да се жени. Поред бегај од тука, дори не те видел татко и. Татко и? Што па татко и? Јас сум човек, имам право. Види го, ти не го права, бара. Дори бегај од тука. Дори не те видел. Не, Јоша, поможи ми. Да те нема от тука. Да те нема.
Леле, си видела мали луѓе? Колку. Блазе си ти колку интересно. Абе, во животот се е интересно. Само мене никаде не ме ема да додам. Овде не можам ни да се завртам. Што треба? Колку ни е убав Стопано. Мамо, ти не молам. Господи, каква несреќа! А може не е вистина? Истина. Месеци по. Добро, Господно. Ами сега што ќе биде? Не знам или машко или женско. На татко ти што да му кажеме? Истото. Само да му кажеш. Те молам, мамо, не можам, те молам. Значи јас можам. Татко ти ни до прагот нема да го пушти тој твоја Јоша. Мамо, тој е добар. Тој е предобар. Татко, ако пиеш, што има тој со тоа? Тој пијаница, немој да му го спомниш на татко ти. Крушата под круша паѓа, мори дето! Месеци по? Се може да се среди и татко ти ништо да не дознае. Што да се среди? Не разбираш? Не, Треба да абортираш и тоа веднаш. да абортирам. Мамо, чекај. Нема чекање, како чекање? На татко ти ќе му кажеме дека треба да одиме во градот да купуваме нешто. Јас ќе се јавам и ќе се договорам. Алексеј нема да дозволи. Молчи, будало! Ако разбере татко ти знаеш што ќе се случи! Правите овде. Пери ме, Павеле! Пери ме, Е, тато, црно, перите, муфла, батие, легените, се ладите овде! Марш ме работата! Ајде, ме нема! Ајде, бај! Марш така! Ништо не разбрав зашто зборува. А? Треба да направат нешто во градот. Да, А што е тоа град? град, големо место каде има се. Да? Си била таму? Цел живот влечка кола. О, блазе си. А што бараат во градот, а? Па тоа не знам. А како да дознаеме? Никако како. Дискриминација! Дискриминација! Петри! 10 по уставот! Дискриминација! Море, веќе голема работа! Троапченка да ми даде, море персонажни за мене ваков петел гениален, треба специјална пченка да се сади, а не тој мене со ногата по опашката персонажи. Ама тој Стопан. Доста му сте виделе таков Стопан! Идле, еве ти пченка. Реков специјална пченка! Ко било? Свати ме. Таа пченка мене ми е потребна за мојот глас. Од неја се излачуваат разни растителни масти кои што Растителни мене ми што? помагаат за тој глас да го нам свати ме. А сега персонажи чујте. Чујте го мојот глас персонажи. Ајде. Коковчето на соседот ще е много добър за супичка. Само да таква е. Здраво живо сте. Апа. Чекай, дай малце да те муцна, баште ти мне. Знаеш ли ти дека конјот е најблагородното суштество?
разбираш, знам дека ти разбираш, ти се ме разбираш. Да. Види сега, јас бев војска кавалерија. Имавме ние една кобила. Црна беше џверката цела, ама овде вака на градите бела. И зато ја викавме Ластовичка. Абе, нема да ми се верува, ама се залюби во нашиот помлад водник. И сега че се појавеше тој. Тая кој тираш, ржеше со него, ме развешти ме. Абе, улав маж беше, улав, да. А Рама го преместија во друг полк. И се таа зверката истрчава еден ден во галоп. Ние сите се чудиме, веќе истрчало вака зверката. А таа се залета. Се залета така високо. Високо. И баб. Со градите на оградата. Си го распара стомакот и градите. Се самоуби. Никаквицата. Абе, такви нешта има, еве. А ние сме сите Божји созданија. Разбираш ти ме? Че, еве, јас дојдов да си го земам мојот подарок во Решови, еве. Полека се качи, да си ми... Добро е, гостје. Види се, еве, ние си имаме многу добар сосед. Бог да го поживе што ми остава ракиичка на свакаде. Абе, Алјошка мој беше тука? Значи беше кај Дашка? Само ако го фатам јас и него никаквецот. Ќе му покажам јас ува кај кој оди, шо оди, зашто оди. Журки, ти си бремена? О, а ти имаш теленце? Теленце, детенце. Добро е тоа, добро си е тоа, добро си е тоа. Добро си е тоа, детенце, теленце. Секој си е многу добро теленцето и детенцето. Што да се удриме пак по... Нашиот Стопан е поумен, нели? Овој базди лошо мириса. Нашиот Стопан мириса на убаво, на јадење, на јаболка, мириса нашиот Стопан. А зошто свињите не летаат? Зашто немаат крилја, ете за. Не е праведно. Многу ми е жал за Ластовичка. Да? Ама да умреш заради љубов? А? Како рече тој? Да? Полета. И тоа е среќа ме. И јас сум спремна да умрам за нашиот Стопан. Така треба. Ти влюбена си? Тоа не е ваша работа. А ти на што ќе се фрлиш од љубов? Ќе најдам на нешто? На греблото. Ќе се надеви. Срам да ви е, значи лошоти едни. Ти мори стара кобило, ти што никого не си сакала во животот, ти мене на греблото. Ова е да. А?
Што е тоа река? Вода, свињо, вода. Вода. Како бе вода? Ама не ваква вода, свињо. А каква? Туку многу вода. Многу вода. И тече, а на брегот има трева, песок, дрвја. Кадата ти ја пукнаја, бе, кај? По некој чамец има таму, свињо, по некој чамец. Чамец. Што е тоа чамец? Свињо, доста досадуваш, бе, свињо, доста досадуваш. Па добро да не знам што е чамец. Чамци, едни такви пливат. А пливаат што е? Еле пливат, што е пливаат, што е? Свињо, слушај, слушај. Колите возат, авионите летат, а чамците пливат. Видовте? Дури и некакви авиони летат. Да, чамците пливат, сега јасно? Абе, јасно. Што е работата? Работата е во тоа што се и кажав на мајка. И што вели таа? Таа вели дека треба да абортира. Татко ми нема да не остави да се земеме. Ама ние нема да ги прашуваме. Ке ми истепа тој мене, Алјоша. Сакаше да ме пушти на училиште, а јас со стомак. И таткото. Знаеш колку го мрази? Дали знаеш колку го мрази таткото? Секој вечер вреска се дере, псуе по него. Јас си мислам што има врска дека пие. Па никому зло не му прави, за себе си прави зло. Јас сакам да се оженам со тебе. Не знам. Може би треба да почекам. Може би треба да абортирам. Не доаѓа во предвид. Ке ти избркаат од дома, ке ми избркаат и мене, кажи ми што ќе правиме. Ние имаме и куќа, и кола, и стан, и се имаме. Алјоша, мора да биде во согласност со родителите. Да благослова. Еве го пак се дере. Идам! Ништо не разбирам цело време зашто зборуваат. Аман бе, свињо! Луѓето имаат многу непознати зборови. Затоа се луѓе. Слушајте, треба да го прашаме Петелот. Тој цел ден слуша радио и се знае. Ајде. Одам да го викаме. Викни го. Нешто лошо зборува. Да? Дај само зборува. Чекай, застанувате, нека има споразум меѓу нас. Дај маце дијал, дај да направиме дијал малку, да пазиш штиката нова ми е. Пази. Кажи ги зборовите од вчера, брзо, ајде. Петле! Да, кажи ги зборовите од вчера. Петле! Ајде, мула. Е, вака треба со мене. Ајде, дете, моли ме. Стига, стига, пушти малце. Приоритет по прашањето на инвестиционата политика му беше даден на земјите во развој. Мораториум, ембарго, импичмент, Интересно. секвестирање, дилерна дрога, територијална целовитост, кредити, жиранти, премиер-министер, премиер-министер на Нигерија. Друго бе, Петел! Премиерот по кој знае кој пат ја турка нашата земја во провалијата, економската провалија. Олигарси персонажи. Закон за забрана на порнографијата. Интересно. А не. Персонажи тој закон нема шанси да помине. Браво, Петле, ти си гений. Браво. Знам дека сум гений и персонажи. Петле, сакам и јас одовде да излезам. Петле, сакам да слушам радио, како тебе. Сакам да летам. Евакуација! Евакуација, тоа таму сега ќе има приоритет! Персонажи! Оставете ме ке да задушите! Ке те задава, не да те задуша. Ке те задава. Мам, што му да ме нема?
Не знам, така случайно на лопатче. Ќе те пријава. Да ме пријавиш, така треба да ме пријавиш. Види ме, синкове, ние си имаме многу добар сосед. Многу добар сосед си. И затоа најдовте мене да ме молзите, нели? Мисля, че помолчи, така че. Кажи му, да замолчи, ти не одговорам за себе. Татко, замолчи. Види го ти него, арамолебец ни заеден, цел живот. Се изналежа, се изнала, па додека другите се подгрбавија од работа. Гледаш ли ти, се во ова овде, со овие две раце сум го створил. Му умрела жената пред голема работа, па прежени се веќе еднаш, прежени се! Ама не, тебе ти е полесно по цел ден да пиеш и да пееш. Знаеш ли ти дека и за ова ракија треба дебело да се испотиш. Туку тебе ти е полесно, си доаѓаш тука како во твое, си земаш 5 пари не даваш. Чекај, сега ми текна пред некој ден мене овде ми снема едно пиленце да погодувам што се има случајно со него. И него го научи. Јас од вас не сум зел ништо. Ништо. Каде да знам? Само слушај што ќе ти речам. Ако те видам уште еднаш близко до Дарија, го земам чифтето 5 пари не дам. Ама ние веќе одлучивме за се што има тука. Кој вие? Што вие сте одлучили? Одлучивме, нема да одиме против родителите, ќе абортира. Дарија! Каков абортус ме? Каков абортус, стара? Никаков Павел, тети ще будала. Јас само се шегував. Се сигурен. Значи, абортус. Држи го таа Мочко! А знае да се брамини честни девојки, Мочко! Зап ми скршите. Зошто ми скршите? Зап ненормални е. Не зап! Друго ќе ти скршам, само... Ќе слезеш ти долу. Нема цел живот да ми висиш таму како буф. Абе, види ги тие што смисли да ме када. Абортус! Сталка да ми ја изплашивте! А Зорка бремена е! Што е бе ова бе луѓе? Абе кај мене се бремено бе. Керката бремена. Кравата бремена. Иди го. Ти да не си бремена. Мислиш што зборуваш? Сосема си побудало! Алјушка, ти кврни заеден. Зошто тиквар? Јас ја сакам честно. Е, многу чесен се покаже. Да, чесен. И сакам да се оженам со неа. Но нека абортира, не сум против. Алјушка! Абе, не смееш? Тоа е греф. Ја види го ти него. И ти не си толку глупав колку што изгледаш. Види ги ти, нив. Што смислиле? Значи нема абортус. А нема абортус се развива. И јас треба со ова сарамолепци да се ородам. Е, се за тоа како ќе каже Бог. Бог! Мене ќе ви даде тебе! Пријателите, марш дома. Марш. Дади јас прави се. Мене да ме прашате! Мене да ме прашате! Се
Дашенка. Дашенка, детето, Дашенка, види. Достате веќе детето, па детето. Татко ми не пушта. Ами соседки, абе детето што е? Одете си соседу. Ами сега, бе, кај ја суда, види сега, ргаве, твое ме разживе. Нормално! Денеска сите така прават. И Дарија, не треба да се цигури, ќе видиш, ќе помине. И ти да дојде со мене на бурту. Ќе дојдам. А трегени си. И ти беш убот, а? Од панталоните. Павел Петрович, јас и Дарија се согласувам. Правете како што мислите дека е правилно. Согласувате. Тогаш слегувај долу да се договориме. Слегувај кога ти велам! Ултар. Слушай, уште ти клучу. Ако те видам уште еднаш близко до Дарија, го земам чифтето, 5 пари не давам. Ќе имам оправдување. Мислев дека се арами... Разбра? Разбра. Чекај да ве луѓе, детето. Ова важи и за тебе. Ти и онека си арамија. Имам доволно патрони. Вие двете марш дома. Утре рано сабајле, ќе будам град, ќе одите таму кај што треба, а јас одим. Марш бе, нема! Добро, Павел. И слегувај јако! Добро, Павел. Вас двајцата. Ве предупреди. Боксер пред мене. Не, Абе, што куче си ти, бе, да пред мене ти реков. види, ко бевме деца, ние заедно игравме. И тепавме врапчиња. Татко. Ништо, бе, Алјушка. Ништо, видиш, сега ние тој ќе го превродиме, ме разбираш ти, бе. Знаеш зашто? Затоа што ти си морнар, Алјушка, а морнарот не се плаши од ништо. Се срамам од тебе. Сега да те разбирам. Ти си пијаница. Алкохоличен. Види ме. Целиот живот одам во парта. Види до што ме доведовте. Со мајка ми ништо не собравте. Ве мразам. Сите ве мразам. Види, Алјушка. Алјушка, ние собиравме. Собиравме и најно што? После мајка ти се разболе, па умри и така ме разбираш. А ти за шишето се фати, а? Абе, таквите како тебе треба со стап да се тепаат и оној Наташка би го задавил со своји раце пијаницо една! Алјушка! Дома немаме ништо, се испи! Целиот живот се мачам како риба на суво и пак ништо! Не ми даваат жена да сакам.
Немам право дете да направам. И кој сум јас? Кој сум јас? Тебе те прашувам, кој сум јас? Кој сум јас? Алјошка. Никој и ништо. И нема на овој свет. Не постојам. Ти си за се виновен, мајката моја! Види бе, братче, тој на таткото свој мајката, бе. Бе, пари и само пари, ме разбираш. Бе, ако има некој да плати за мојот живот, јас ќе умрам, бе. А сите пари ќе му ги дадам на Алјошка. Само детето уште не родено да го захвала, бе. Алјошка, синко! Алјошка, бе, татко ти те вика, Алјошка! Алјошка, мој, Алјошка! Синко, Алјошка! Се тоа пари? Со нив може се да се купи. И крилја? Не. Крилја не може да се купи. И тогаш зошто се потребни парите? Луѓето се многу чудни. Секогаш купуваат требаат многу работи. Еве, например, облека имаат и пак купуваат. А каде ги наоѓаат парите? Во џебовите. Во џебовите? Алексеј и татко му, зошто немаат тие, не можат да земат од џебовите? И тоа не се знае. Да? Евакуација! Стопанот ужасно изведа, стопанката плаче, Дарија плаче во нејзината соба, персонажот видите се при евакуација, што вие? Персонажот, го скочиш. Што си се размислила? Еј! Мислиш на пење ги велос? Слушайте, тој зборува со мене! Тој зборува со мене! Овој најсреќниот ден во мојот живот! И раскажувате на моите празница! Не
чува. Стопано тргнал да шета со нашата свиња. Тој инаку само со мене оди. Милесна. Што беше ова? Ужас. Ужас, кожата ми се наежи. Мене гривата ми се крена од глава. Ми се сложи. Ама сега е по-добро. Сега е по-добро. Толку ме сакам, милички. Убав тој, убав. Убав тој. Sluša moje molitvi, сега сум слободна, сега можам да летам над реки и ливади, о каква радост, о каков ден. Сега можам да летам на долини и планини, ти О, каква радост! О, каква среќа! А ти се смирени. Што е? Свињата. Как? Еве сум. Ама како бе свињу? Јас видов како Стопано те убива. Да, мене ме нема на земјата. Каде си тогаш? На небо. Не, тоа не може да биде. Мене свињо колку ми е мило што те гледам. На сите ми е мило. И мене ми е мило. А свињо, што ти е тоа на грбот? Ова? Да. Крилја. Што? Сега сум ангел. А што е тоа ангел?
Сега е обратно. Кога ќе умреш, Бог се ти разјаснува. Дали ти е чиста душата или не. Ако ти е чиста, тогаш си ангел. Ако ти е валкана? Ако е валкана, тоа е греф. Греф? Што значи тоа греф? Греф е лажење, крадење, прелюба, гордост, завист, гнев. Ги има седу. А прелюба, што е прелюба? А завист, што е гнев? Не знам, прв ден сум овде. Чекај, Свинјо, чекај. Ти рече дека си на небо, така? Да. А тие гревовите каде се? Тие се на друго место. Таму душата се мачи. Таму било многу лошо. А како да дознаеме, Свинјо, дали душата е чиста или валкана? Сега не можеш да знаеш. После смртта сите животни стануваат ангели. Дури и крокодилите. Да, а луѓето не сите. Многу малку луѓе има меѓу нас ангелите. Само деца, мали луѓе. Кажи ми, дали го виде Бог? Да. Ме погали по главата. Каков е тој Бог? Па не се сеќавам. Ма како? Ми се стори дека сум кај пчеларникот. Се сеќавате еден дедо со пчели што доаѓаше кај Стопанот? Да. Ми се стори истиот тој мирис. Така, да. Персонажи, спиете бе? Не спиеме. Така, јас дојдов реков да прашам како сте, дали е се... Ајде, ти текна од средонок да провераш, ајде го. Текна, баш. Остави го сега. Гледаш дека му е страх. Од кај знаеш ти дека ми е страх? Свиња. Браво, Свињо. Ама јас видов неа Стопанот ја заклеја кад навака и кличеше таја. Свињо, жива си? Не. Сега сум ангел. Каков ангел, Свињо? Со крилја. Што? Да не можеш и да леташ сега? Да, па се разбира дека можам. Сега можам да летам каде што сакам. И над реката, над ливадата, над патот, над долината и уште подалеку. Како да не лажеш, Свињо? Не лажам. Гледај. Каде е свињата? Елија! Свиња! Персонажи. Свиња. Над какви планини ќе леташ во црпко една црпкосана? Ниеден петел не видов меѓу ангелите. О, како да не? Свињо, леташ? Летам. Ај дај некој материјален доказ да те видам. Ајде, стави. Ајде. Нема така по. Портел гледам книга. Не си твоите.
Сте по-убави. Айде пробай. Пробай да леташ. Ajde, čekam vas. Айде, молим. Ajde. Айде. Абе, хайде. Свиња! Јас имам барем вистински крилја, не овие твоите стекнати по некој незаконски пат да си ги земиш. Замолкни. Не искаш. Убаво е да се лета. Ама, да ви кажам, поубаво е да се живее. Да, дури и во оваа штала. Како да не, зошто? Затоа што сега сум празна. Ништо не ми е интересно. Сега се знам, ама ништо не чувствувам. Во мене умре се. И тоа што летам не ме радува. Не чувствувам полет. А се сеќавате во оваа штала како јас мечтев? Моите мечти беа вистински, беа прекрасни. Беа како сонцето. Утрат. Сите ќе одиме таму. А, јас не. Сега сум спокојна, од ништо не се плашам. Кажи ми, многу е страшно да се умре? О, да знаеш колку е страшно. Ама после тоа е многу подобро, гарантирам. Да, после е добро. Ама никако не може да ми влезе во главата персонажи, па видов неја Стопанот ја уби, ја закла, ја сече рака на парчиња. Неја таа таму лежи во колата назад виткана во некаква вреќа. А ти тука седиш и ми раскажуваш некакви приказни. Ајде, мах! Точно, јас сум надвор во колата и сечена на парчиња, утре ќе ме однесат в град, ќе ме продадат, а Дарија ќе однесат на абортус. Свињо, ти знаеш што е тоа абортус? Знам. Што? Вештачко прекинување на бременост. Како така? И така. Те носат во болница и ти ја прекинуваат бременоста со помош на медицински инструменти. Зошто? Зошто такво нешто, свиња? Така прават само луѓето. А, свињо, со теленцето што прават? Теленцето го лишуваат од живот. Зошто? Тоа не знам. Зошто? И јас песо сум видел како дават мачиња. Кој ги давел? Мачките! Мачките! Луѓето персонажи, луѓето! Да, луѓето, затоа ги нема меѓу ангелите. Да. Свињо! Скри се, свињо! Стопано доаѓа! Не грижете се, не морам да се кријам. Мене луѓето не можат да ме видат. Не можат, не. Стопане. Јас толку многу те сакам. А ти мене ме закла. Барем да најдеше некој друг, а не сам, со шилото. Право в срце. Кој нема во главата, има во нозот.
Облека, обувки од нас си прават. Тоа не е праветно, персонажи. Каде е тука демократијата? Мене моите крилја ми се допаѓаат, јас сакам со нив да си летам. Зошто тие нас да не јадат, а? Зошто да не јадат? Ако сакам јас нив да ги јадам, например, од на тој стопан од кожа вака да земам да си направам нови обувки. И од на таа Дарија кошата вака да ја свиткам во кок и долу да испечам. А? Персонажи, јас сум полноправен член на ова демократско општество. Така е, Пепел! Така е, јас сакам да живеам. Така е! Персонажи, браќа, да се обединиме против тиранијата и тоталитаризмот. Ура! Животи од цел свет, животи од сите меридијани. Кукури! Кокода! Чујте ја мојата радосна вест. Кукури! Кокода! За времето златно што е пред нас! За времето златно што е пред нас! Ке дојде ден, човекот тиранин турнат ке биде! Ке биде! Порано или подоцна. Тој ден сонуваме сите, за него живот даваме. Ние порано или подоцна ке дојде тој ден. Кури! Кокода! Добро, ама, што ќе правиме со ждребето? Со кое ждребе? Со тоа на Дарија. А, со теленцето. Со кученцето! Со детенцето. Тука веќе ништо не може да се направи. Што луѓето така одлучиле? Кошмар! Се сети! Што? Да го украдем. Супер! Па не може! Зошто? Па тоа е во стомакот на Дарија. Така, тие ако решат мене ке ме земат, ке ми го капнат дожат право тука и ке ме стават право в манча. А мојото образование, персонажи, мојот глас, мојот старт, персонажи, моето радио, на крајот на краистата, персонажи, бре, мојот живот! Само охни, Петел, само на себе мислиш. Овде треба да спасуваме. Да. Треба да се спасувам. Абе, ќе те фатаме с тебе и ќе те направам шупичка. Само и ќе те забиберам со Сега се качиме полека добро. Много добро се снимани. Видиш ракичето. Ох, мајко моја. Сепак го послуши старецот, синко мој, вручиња. Ќе трчке едно детуле тука со едно пајпуле вака и со панталончиња со петличиња. Не, бе. Девојче, девојчињата се подобри ме разбираш ти мене. Јас ќе ја викам неа. Марија! Мариче! А таа мене ќе вика дедо! Дедо! Абе, не дочека вера моја, црцоркат спртонос. Аби секогаш имаше пени.
a Рома предумре. Пегите ги снема. Стара пела. Пела хипочарша, разбираш. И цело време само повторуваше. Со Алёшка, што ќе биде? Со Алёшка, што ќе биде? Абе, тој на таткото свој мајката да му ја? Мако, јас ќе му простам. Затоа што така сум заслужил. Сите денови ми се ноќи, што ја нема, а ноќите дирни светли, кога на сон ја гледам, ако грешам, еве ликот ми е доказ. Тогаш песната лаже, никогаш не љубил никој, ако грешам, еве ликот ми е доказ. Тогаш песната лаже, никогаш не љубел никој. О душо моја несречна, о душо моја уморна, без никој салти остана. O duszo moja rameta. Vive свиња со крилја. Соседу, ти мене ме гледаш? И те гледам и те слушам. Не е можно. Па точно. Слушај, не е можно ако малко ја размрдаш главата. И сам и може ако ќе видиш дека е подолу свиња со крилја што лета отколку некој од тие зеленине ѓолчиња горе. Слушнавте, тој мене ме гледа, па луѓето не можат да ме видат, само животните и децата. А проклета пијачка ме донесе мене до дното. Многу ми е жал за него. Какво речи то? Јас. Кој јас, бе? Кравата. Ова зборува исто како си. Ја слушај, кравата. Челат! Опа и коковче! Петел сум! Петел! Ти мислиш дека јас тебе не можам да ти ги искупам кумињата? Петовите, ела вам слежи! Ела! Можам, ама ке ти се допадне тоа? Трки се! И тој мене ми исплаши. Сите луѓе сте убици. Види бе се! Види свиња со крилја! Ангел, джелат, ангел со крилја! Што? Ангел! Бе каков ангел нема такво нешто не плаши? О, има! Има! Има. Ако грешам, еве ликот ми е доказ. Тогаш песната лаже никој. Оди бе ми ја зеде ракета? Јас зедо. Почекай бе се, слушај. Значи ти не си привидение? Ма не сум. Опа! Ще само да слезам полека. Значи ти си од онај свет, бе? Точно. Види се. Бе, како е таму? Види, дали ја виде мојата ластовичка? Тоа е една кобила, целата црна овде вака бела. Не ја видов, ама кога ќе ја видам, ќе ја поздравам.
Да я поздравиш. Седи. Да я поздравиш и жена ми Вера. Ќе ја поздравам. Ама немој да му кажеш дека сакам да му усвам јас Не кажувам, не. Да, седи си. Абе, кажи и дека не одам на гробишта. Нека ми прости, ме разбираш ти ме. Ќе и кажам. Абе, ангел! Абе, ангел, гледаш ангел! Соседу, А? размислуваме како да го спасиме детето на Дарија. Не можеме ништо да смислиме. Не знаеме што да правиме. Да ви кажам, треба да го повикаме неговиот ангел чувар. Ајде де свињо, повикај го. Ема не знам кој е тој. Па како ќе го најдеме? Кога некој ќе умре, некој друг се раѓа. И ако тој што умре стане ангел, станува ангел чувар на тој што се родил. Ете, свињо ти нели умре? Да, јас умрев, ама јас сум ангел чувар на друго дете. А на нашето кој е? Тоа нема никаков ангел. Зошто? Затоа што уште се нема роден. А за да се роди, значи дека треба некој да умре. Тоа е жестоко! Тоа е животот. Да, но ние немаме време утре рано изутрина Дарија ќе ја однесат. Ние мора да знаеме кој ќе умре. Тоа е профанација, видите персонажи, таквите работи се одлучуваат со демократско пребројување на гласовите, вака не може да се разбереме. Јас би го дала животот. Но не можам. Бремена сум, простете ми. Ете, јас ќе умрам. Јас за моите господари сум подготвен на се. Ако се умира, нека се умира, тоа ми е должност. Бе, кој ако не јас? Јас. Мене ми дојде време. Заборавија и како се викам. Признавам, ние сме двајца, а нашата љубов една, само една мисла имаш, иста несреќа нас не дели. О, душо моја, несреќна, о, душо моја, уморна. Има прекрасно име. Ми го измисли малиот брат на Стопанот. Тој никогаш не се врати од војна. А беше црвенкаст. И јас бев црвенкаста. Затоа ме нарече сестричка. Ако грешам, е великот ми е доказ, тогаш песната лаже, никогаш не љубел никого.
Да бе, сестричка. Абе, сестричка, така я нарече Друша. Дойде времето. Збогом, приятели, немојте да ме спомнувате по зло. Збогом. Збогом, сестричка, збогом. Збогом, сестричке. Да бе, сестричка. Сестричка я нарече Андруша. Беше Андруша. И? Што и? Ајде умирајте. Абе, како? Леле, свиньо, како се умира? Па, јас не знам, мене Стопанот ме заколе. Леле, Стопанот. Ајде да го викнеме Стопанот. Не треба да се вика Стопанот. Како да не се вика Стопанот персонажи, што вие па може да се предомисли ко била, тајде викајте го. Чекај! Јас знам каде стои пушката на Стопанот. Ќе ја донесам по потоа пак ќе ја вратам. Кај? Седи таму. Сестричке, не ти е здрав? Не. А сега се на светот си на свој крај. Јас одамна не живеам. Само така. Постојам. Еве ја пушката. Живте! Очите ми ја зеде ракијата. Сега треба да се стрела. Така, сега треба да стрелате. Ајде. Леле, кај треба се тука да се притисне? Треба овде да се притисне. На петлето е, тоа е петле. Тоа е насилство како петле! Тоа е петле, да знаеш. Не можам со копитото. Да се потребни прсти. Човечка рака. Што ме гледате сите така минаве? Соседу, животните не можат. Не бе, јас војска служив кавалерија. Соседу, те молам. Помисли на детето на Дарија. Ако умре некој човек, тој нема да стане ангел. Ама јас ќе бидам ангел. Ајде. Те молам за детето. Тешка ви ова проклетница, мајгаде. За внучета, Господе, прости. Побрзај, соседу. Те молам, ноземе ми се. Не ги чувствувам повеќе. Ти простувам. Смилувај се на мене, кутрата. Не можам, мили мои. А вие мислите дека е лесно да се пука во живо суштество? Јас му си го дал животот. Абе, вие мислите дека сите луѓе се заедно си размислуваат, не? Сте се собрале овде
Pametni glavi, a? Čudom da je odnesem na mesto dok je što veći. Pametni glavi. Ще се собрали вие сите паметни глави овде, па сте смислиле нешто повејаги. Паметни глави, паметни глави. Не го спасихме детето. Зазорува. Утрото доаѓа. Ново утро! Прости ми, ждрепче. Што ти е сега? Вчера за се договорихме. Не можам. Не може. Се случи нешто со мене утринава кога запеа петелот. По срцето нешто силно ме здоболи. Болеше силно. Потоа почна да слегува кон стомакот. Стана толку убаво, толку мило. Нема да одам во градот. Ѓерко, нема да одам. Мислиш дека некој ќе те праша? Ти се кажа, има да појдеш. Слегувај да се спремиш. Господи, што ќе правиме? На кого јас му зборувам? Можеш да ме убиеш. Нема да одам во градот. Нема да абортирам. Слушај, Кирка. Ако останеш така со тој стомак, ќе морам за онај голтар да те омажам. Господи Боже. Што се случува, како Брезил ме снајде со оној рамолебец, пијаница треба да се ородам. Кавалерист Шипинки! Тој во кавалеријата на коњите опашките ми ги врзуваше. Кавалерист! Нему му било жал за сите. Нему, мене не ми е. И јас сум човек. И јас имам срце. И Верка за него појде. Мене ме отфрли, за него се омажи. А сега, мојата родена ќерка ќе треба за сна да му ја дадам. Тоа нема да се случи! Алјоша, не го сакаш. Се едно ми е дали ќе се омажам или не. Ама детето не го дам. Ако не го сакаш моето дете, нема да ме има ни мене. Тоа нема да се случи, тоа нема да го дозволам. Павел! Бегај! Мене, купиња од такво семе не ми требаат. Татко ми. Татко ми. Што татко ти да се отрезни без бели? Се застрелил. Господи, што се случува?
Утро, после петлите, слушнав истрел. Отидов по звукот крај реката. Лежеше, целиот во крв. Се застрелал право в срце. Остави. Остави ја душа. Животот се случуваат чудни работи. Прости ми, Господе, беше никаков човек и тука нема што да се жали. И да умре не можеше како човек. Сепак, ми беше татко. Да види колку е смешно, види. Еј, Завитка е пупало, ти е многу гладно овде. Алјошка иста е како тебе. Вистина? Да. Еј, дај ми ја малце. Ајде. Само пази на главче. Не му ја давај! На мажите не треба да им се даваат бебиња, ќе ги паднат. Дојди кај баба. Сонцена баба. Кукличка маличка. Само пази на главчето. Пазам, чедо, пазам. Што правите овде во шталава, ќе го Гуга, настаните? Павел, гуга. Дај ми го вамо. Тото полека на Пази, главчето. пази. Вака, главчето. Полека, тото главчето. Ај, не учете го учителот. Среќо наша. Како ќе ја викаме? Има време за тоа, де? Сепак треба име. Марија. А, да ја викаме... Марија? Како? Па, не знам, ми се врти некој име низ главата. Па кажи. Марија. 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 Убаво име. Убаво име. Ајде. Марија. Мариче. Ајде, Дојди баба. Мака и многу. Ајде, треба да се накрине. Ајде. Ајде, излегувај. Лешка, мислам дека ние неа овде. Што овде? Знаеш, се сеќаваш она вечер кога татко ти не пушти кај вас дома, па дојдовме тука и спиевме горе на сеното. Жал ми е за татко ми. Не дочека. Ама во право е Павел Петрович. Беше никаков човек. Се испи. Ајде да ја нахраниме. Ајде. Во право си, синко. Дефника. Кому јас му бе потребен, а? Нико. Нико.
Denovi mi se noći, što me ja nema, a nokite dni svetli, koga na son ja gledam. O dušo moja, nesrećna, o dušo moja, umorna. Priznam, nije sve dvajca, a naša ta ljubav jedna, samo jedna misla ima, ista nesreća nas ne deli. Ako grešan, ne